почитуван подпредседател на Собранието, господин Исмаили, почитувана министерка за одбрана Петровска, почитуван началник на генералштабот на армијата, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, почитувани припадници на армијата, почитувани представници на медиумите и гости. Гор сум што можам денес исправено пред вас да се обратам како премиер на земја која пред 3 години, токму на денешниот ден, 27 март, оствари едно од најзначајните стратешки цели. Станавме членка на најмоćниот воено-политички сојуз НАТО Алијансата. Горд сум што моите, нашите деца, овој ден ќе го изучуваат како еден од најсветлите денови во нашата историја, затоа што овој ден ја гарантира и нивната иднина. 27 март е денот кога Северна Македонија ја запечати својата безбедносна иднина. Момент после кој нашата стабилност не може да биде доведена под прашалник од никого. И од таа точка можеме да чекориме само напред, силно и брзо. Оваа годишнина не е само сеќавање на моментот кога македонското знаме се извиори пред седиштето на НАТО во Брисел, иако сум сигурен дека таа слика ќе остане трајно врежена во нашето сеќавање и секогаш ќе ни предизвикува вакви силни чувства на национална гордост. Тоа е момент во кој престанавме да бидеме точка на дневен ред на безбедноста и станавме дел од масата која го создава дневниот ред за светската безбедност. Нашата национална одлука за членство во Алијансата ги проби бариерите на партиите, религиите и народите и не обедини сите. Незначајна маргина се оние малкумина кои не се горди на овој наш успех и би сакале други алтернативи. Убеден сум дека такво обединување имаме и околу нашите одлуки за Европската Унија. Денеска ние сме НАТО. Ја остваривме едногласната одлука на нашето собрание и идејата на нашите предци, кои се бореа да сме еднакви со најразвиените. Успеавме да се избориме на овој пат со носење храбри, државнички и тешки одлуки. Со истото темпо продолжуваме и на нашиот пат кон членство во Европската Унија. Кога говориме дека ние сме НАТО, важно е да можеме да си одговориме што значи да се биде НАТО. НАТО заштитува, обединува и зацврстува. Пред се да се биде НАТО е силна гаранција на нашата територија и безбедност од страна на најуспешната воено-политичка алијанса во историјата на човековата цивилизација. Печат на нашиот територијален интегритет и суверенитет. Да се биде НАТО значи да се одлучува заедно со најразвиените земји во светот, да се носат одлуките за светската безбедност заедно со најмоćните, да се чува нашиот и светскиот мир како дел од воено супериорна, политички силна и релевантна и економски доминантна организација. Мир и развој за безмалку 1 милијарда луѓе кои живеат во заеднички демократски вредности. Да се биде НАТО значи дека сме еднакви во единото силно семејство во кое сите заедно се справуваме со предизвиците и заедно се јакнеме во својата одбрана, било да е воена или дигитална сајбер одбрана. По различна перспектива на тоа колку е важна безбедноста и стабилноста ни даде бруталната неиспровоцирана воена инвазија која Русија ја врши врз Украина. Војна за каква мислевме дека европското тло нема повеќе да види. Наместо тоа, човечкото патење и ужасниот регрес на деструктивноста се повторува и дополнително се трансформира во хибридна војна која користи сајбер и информацијски оружја. Во оваа разорна војна нашето место како и секогаш кога ќе се свртиме назад кон нашата историја останува исто, а тоа е да се биде на вистинската страна на историјата. Уште на почетокот минатата година го осудивме овој конфликт, ја поддржавме и ја поддржуваме Украина, за која во континуитет обезбедуваме помош. Целта на поддршката не е да се продолжат војните дејствија, туку независна Украина да ја одбрани својата независност и територијален суверенитет и своите храбри луѓе. Оваа војна со сите своји елементи ја втурна Европа во нова безбедностна, но и енергетска и економска криза, за чие справување солидарноста и обединетоста на НАТО беа и се уште се клучни.
И токму во таа обединетост може да видиме визија на сојузништво и зошто од оваа криза повторно ќе излеземе посилни и поединствени. Вие, припадниците на армијата, сте рамноправни со нашите колеги од земјите членки на НАТО. Рамноправни во способноста, знаењето, во придонесот во колективната одбрана. Државата, владата, министерството во последните неколку години покажа што значи да се возврати за лојалноста на армијата кон својата држава. А вие со вашиот пример покажавте дека можеме да се гордееме со вас. Горди сме со припадниците на армијата на Северна Македонија, кои не представуваат во сојузничките мисии во Латвија, во Романија, во Бугарија, во мисиите Косово, во Ирак, во Босна и Херцеговина, Либан, Централно-Африканската република. Заслужен е секој денар кој го вложуваме во модернизација на армијата. Заслужено е секое годишно покачување на буџетот за армијата и одбраната која достигнува до 1,85% од бруто домашниот производ, а следната година ќе достигне до 2% од истиот. Заслужена е целата нова опрема која ја модернизира армијата, како и сите поволности кои ги обезбедивме за секој припадник на армијата со новиот закон за служба. Да се биде назнато значи да ни се зајакни и расте армијата. Силна и спремна армија е гаранција за безбедноста на земјата, но и за колективната одбрана на алијансата. Нашата силна и подготвена армија беше таа која што помагаше во спроведувањето на мерките за справување со ковид пандемијата, со секој пожар кој ни се случи, со земјотресите во нашите пријателски држави. Армијата во сите овие случаи спаси човечки животи. И за таа спремност и пожртвуваност сме ви крајно благодарни. За крај, сакам уште еднаш да честитам и на припадниците на армијата, но и на сите граѓани на нашата држава. На сите граѓани на Северна Македонија за оваа годишнина и ни посакувам да одбележуваме уште многу следни години во мир и благосостојба како членка на најголемиот воено одбранбен сојуз во светот. Ви благодарам.